Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија креираше низа дилеми во јавност. Секојдневно кога објавуваме информации на Lider.mk и на Радио Лидер, кога анализираме наутро, имаме најразлични коментари од слушателите. Дел се плашат дека британците ќе не откупат. Дел се плашат дека ќе ни донесат мигранти. Но, она што е заедничко за сите е дека со овој договор владата практично ќе не заглави во огромни долгови. Ово утро заедно со мене е Искра Коровешовска. Добро утро, Љупча. Одлична најава. А наша гостинка е министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска, која ќе одговори токму на овие прашања. Ќе ни каже дали Македонија ќе има уште 6 милиарди долг и тоа ќе дојде колку 200% од нашиот бруто домашен производ и ние практично нема да имаме од нареден месец леп да јадеме. Добро утро, поздрав до слушателите и се надевам дека денес ќе ги разјасниме сите дилеми кои што се поставија во овие два дена. Имам забелешка тука и до владата. Зошто? Забелешката е дека недоволно добро беше искомуницирано со јавноста и сега луѓето се плашат дека станува збор за некаква форма за задолжување. Добре, минатите искуства на државата, вие велите инвестиции. Легитимена и премиерот и министерот за транспорт и врски велат инвестиции. Дали е ова инвестиција, дали е ова долг, дали е ова некаков проект, што ние ќе добиеме од Британија за овие 6 милиарди и како ќе ги добиеме? Многу прашања, ајде да почнеме, јас би рекла од почеток. Кога се договараат, значи одредени инвестиции, најпрвин треба да се утврди некоја рамка, во рамки на која не можете вие постопати да преговарате и договарате. И вообичаено, еве и компаниите, да го споредиме ова што се случува во државата и со компаниите кои ќе отидат во банка да побараат кредит, вообичаено добиваат рамка. И им се вели, кога ќе имате одредени проекти, кога се нели соодветни и спремни за да може да се инвестира, ќе можете да повлечете средства. Значи првиот момент е рамката. Рамката е 6 милиарди. Не значи дека таа рамка ќе биде целосно искористена или дека денес ќе биде целосно искористена. Тоа е првиот момент. Значи нема 6 милиарди некој да ни ги даде денес и ние врз основа на тоа камати да плаќаме. Токму така, да. Мислам дека безпредметно е да се разговара само луда влада може земе пари, да си ги чува париве, да не ги реализира. Рачунајте дека 6 милиарди значи дека вие треба некаде нешто да направите. Што може да се направи преку ноќ за 6 милиарди ние наеднаш да го зголемиме доход. Така што ова е само, јас повеќе би рекла, желба на поединци да направат еден хаос и сега нормално дека сите луѓе не следат секојдневно, читаат одредени наслови, најверојатно си велат и 6 милиарди што се случува. Не, 6 милиарди, како што кажав, е рамка. И од тука тргнуваме. Сега, вие за таа рамка да добиете ќе аплицирате како влада и како држава на одредени проекти, предпоставувам, за инфраструктура, за здравство и за што беше трето. Веќе разговараат, значи, за одредени проекти во понапредна фаза, се инфраструктурни проекти во железницата и во здравство. Тоа е, ака да речеме, известно и тоа е во овој момент она што е на некој начин не потврдено, меѓутоа, ајде да речеме и во нашите проекции како Министерство за финансии ги подготвуваме. Сега, од моментот кога проектот ќе биде зрел, си продолжуване или постапка за јавни набавки и така натаму си ги спроведува ресорното министерство. Тука ние како Министерство за финансии не се мешаме, си ја тераат постапката. Кога почнува задолжувањето? Во оној момент кога ќе почне да се плаќа. Значи со секоја една фактура, кога ќе има нешто реализирано, како што ќе се плаќа 10 милиони евра, 5 милиони евра, 15 милиони евра, така долгот ќе расте. Но да не заборавиме, во исто време ние враќаме долгови. Така што помислата дека наеднаш долгот преку ноќ ќе ни порасне апсолутно. Добро, да не прифатлива, може некој зајадливо ќе каже нема да не задолжите наеднаш, ќе не задолжувате постепено. Но што фајде ќе видиме ние како држава од тие проекти, од тие пари и клучното прашање за кое вчера ви забележа и лидерот на опозицијата е дека ние не знаеме каматната стапка се уште. Вака се. Прво,
во однос на каматната стапка, не баш дека не ја знаеме, се уште се преговара, треба да го потврдиме. И ќе го поздравам лидерот на опозицијата и ќе му кажам дека сигурно ќе биде пониска од оние 7% што ги плаќаме за проектот за Бехтел и Енка. Проектно финансирање со 7% е злосторство на буџетот. Проектно финансирање, градење на автопатишта, градење на инфраструктурни објекти кои што ги остават и на идни генерации да се финансираат со кредити од 5 години, 7 години со огромни каматни стапки, што е нормално за поддршка на ликвидност на буџетот, но никако да се врзе со инвестиција, комплетен пропаст. И тие најмалку имаат право да зборуваат за ова. Значи, велите дека ќе бидат помали од тие за Бехтел и Енка, колкави да очекуваме? 3%, 4%? Значи, сето она што е нормално во моментот и што го добиваме од сите останати кредитори за други проекти. Ние имаме многу кредитори кои што финансираат проектно финансирање. Европска инвестициона банка, Европска банка за обнова и развој, Светска банка. Имаме многу такви, во рамки на тие каматни стапки се движиме. Некој ќе рече, па еве, 2023 година беа иста ваква рамка како овие британски 6 милиарди, беше одобрена од Светска банка. До моментот таа рамка не се повлечени никакви пари. Во исто време имаме ИПА проекти кои не се користат доволно затоа што па тие се нели како грантови, но бараат институциите и претходно да си ја завршат работата и го контролираат трошењето. Многумина ќе речат, особено ова мои пријатели од приватен сектор, токму затоа ви го поставувам прашањето е дека политичарите не сакаат грантов тип на финансирање, затоа што кога има грантов тип на финансирање има се помалку алаш вериш. Не можам да се согласам со тоа воопшто. Проблемот кај проектите кои што се поврзани со грантови имаат специфични услови. И сега, видете, не би сакала сега во моментов да дискутирам за тоа, меѓутоа кога имате одредено условување и во тие кредити има условувања, прашање колку се тие поевтини. Па сега кој ќе ви кажа дека треба да е вакво потекло, такво потекло, вие можеби ќе најдете во земјава и поевтино и така натаму, значи многу е дискутабилно. Затоа не би сакала сега да дискутирам и да се фокусирам на тој дел, дали грантот кој што ќе ни го дадат секогаш значи дека на вистина поевтино ќе поминеме, тоа сакам да го кажам. Не значи. И еден добар економист кој што би навлегол малку подлабоко во анализите ќе свати дека не секогаш грантот бесплатните пари се така е. Така што во тој дел сега во однос на она што значи дали имаме претходно земано средства и неискористени остануваат, односно одобрени средства неискористени остануваат еден куп од кредитите, така е. Ако тргнеме ние да гледаме колкав е потенцијалот и колку може да повлечеме од тоа што примери претходната влада договорила, ќе биде страшно. Ајде да го погледнеме последниот проект на Бехтел и Енка. 1.600.000, јас еве и покрај се доверлив е договорот во Министерство за финансии го нема, ние не сме го погледнале, колегите не го знаат. Меѓутоа нели она што го знаеме е дека беше 1.600.000.000 евра. Колку имаме повлечено? Тие 1.600.000.000 го зголемија долгот наеднаш? Не толку. Сега прашањето е друго. Како плаќа? Мислам дека многу прецизно не само председателот на владата, туку и подпредседателот во овие 2 дена изминати објаснија дека првото плаќање ќе биде во 2027 година. Тоа значи до 2027 година има простор да се реализираат одредени работи, па потоа да настане првото плаќање. Што прво би се реализирало? Видете, сега детали околу проектот, јас на вистина немам и не можам да знам, тоа треба да го каже министерот за транспорт. Но можам да кажам дека ќе дојде фактура која што ќе значи завршено е тоа, тоа и тоа и сега ќе платиме. Што е скроз поразлично од еден друг проект што префрлавме аванс. А ништо не е сработено. Така. Еве, многу интересно. Морам да ги читам коментарите. Велат, министерке, како можевте да се задолжите 7 милиарди за само 9 месеци? Сега, суштината е дека тоа што од почетокот го кажавме, почитувани слушатели, не значи дека ние сме се задолжили дека ги враќаме тие пари. Ние имаме кредитна рамка, еве тоа
ја мала фирма имам, Радиово е мала фирма, ние имаме кредитна рамка од 20.000 евра, ни има дајано една банка од Македонија. Ние имаме повлечено 7 од нив, да речеме, и за нив плаќаме камата. За другото не плаќаме камата. Да, добро, ќе го заокружиме ова како поинта уште еднаш на крајот. Само ова важи за државата, а не нели за една мала приватна фирма, така што не задолжила министерката за 7 милиарди во изминатите 9 месеци, но за колку не имате задолжено, министерке? Да бидеме сега конкретни со бројката. Многу сакаме, нели, да шпекулираме, ајде, како велиме, пред фактите и боговите молчат. Од крајот на годината до првиот квартал имаме намалување на јавниот долг за 36 милиони евра. Од 2018 година, почнувајќи, немав можност да се вратам на за толку има време. Ки повикувам секој еден што е заинтересиран, нека се ја отвори страницата на Министерство за финансии, нека си побара податоци, да видиме кој е тој министер. Јас можам да зборам Тевдоски, во услови кога се му беше стабилно, во услови кога немаше проблеми, си извинувам, 2018 година имаме зголемување во првиот квартал, откако е, значи, во однос на крајот на 2017. Понатаму. И тоа, зголемувањето, вака ич без ич, 300 милиони евра. Само за 3 месеци. И сега, ако тргнам да ги читам, што се случило во 2019, што се случило во 2020, 21, 22, 23, 24, нема година во која што одиме во минус. Не постои. Мислам дека минатата година беше изборна. Ај сега се вратиме да гледаме. Заклучно, со месец мај, дефицитот им беше 22 милиарди, а проектиран им беше на 33 од прилика. Ние сега не сме ни на половина од тоа што е проектирано. Че вие враќате долгови, не задолжувате дополнително. Да, враќаме долгови, во моментот не задолжуваме дополнително и затоа велам, перот е една работа, но секој еден кој што сака навистина да ги, јас не можам да се борам со сите новинари ако излезат тие и ако почнат да коментират и по социјални мрежи, ако почнат да коментират, јас сум сама, кај можам да стигнам сегде да објаснам. Меѓутоа има податоци на сајтот на Министерството за финансии. Анализата кога ќе отворите. Нешто кажува Гордана, што кажуваат податоците. Дури во Министерството кога ги гледавме бројките беа зачудени од тоа дека имаме за прв пат намалување на јавниот долг. И сега видите, да, гласот страда, да, нема спиење, да, министерката не ќе да трошта. Тоа е тоа. Затоа има резултати. И сега не може некој да каже дека министерката или како дозволила 6 милиарди. Ајде, нека ми кажат кога ќе ги повлечеме и кога ќе го оствариме тој долг на вистина на, еве, последната состојба ние 9 милиарди 583, кога ќе ја задолжиме државата за 6 милиарди да видиме. Тоа е вкупниот долг на Македонија. Вкупниот долг на 9 Македонија. милиарди и 583 за колку е помало пред вие да станете министерка? Не, од 31.12 е за 36 милиони евра помал. Значи, да, вие практично Искра продолжи, значи практично кој ќе ги ставите билансите, почитувани слушатели, излегува дека не задолжиле за толку пари, туку обратно дека вратиле од претходните долгови. Практично да разберат граѓаните. Лесно ми беше да земам задолжување во месец јануари или февруари зголемено, ние земавме толку колку што требаше да ја расчистиме еврообврзницата. Да беше другата власт и однесувањето што го гледаме со години, ќе земеа повеќе. Колку ќе земеа повеќе? Ќе земеа повеќе 500 милиони евра и ќе ги трошеа дали побрзо, дали побавно, независно, но тоа ќе значеше да се плаќа камата. Еве, нека одиме по она што беше на унгарските, а не е така. Знаеме дека ако излеземе на европските пазари, каматната стапка нема да биде под 6%. Израчунајте 500 милиони евра по 6%, тоа се 30 милиони евра. За пола година, бидејќи, еве, поедноставна математика од тоа што ќе спиете, не можете да ги потрошите сите пари во 6 месеци, тие ви се проектирани за до крај на година, така? Зошто сте ги земале за 6 месеци? Од напред најмалку, тоа се 15 милиони евра. Е, оваа министерка тоа успела да го направи. Да, не спие, да, стресно е.
Ми се чудат и колегите кои велат зошто толку се притискате, зошто толку Гордана се малтретираш, затоа што сакам да заштедам 15 милиони. Еве нека не си 15 милиони евра, а сигурно се толку. Нека си 500.000 евра. Зарем нема да ни завршат и закрпат некоја дупка во проблемот кај што ги имаме на сите страни? И затоа ќе ги замолам сите експерти кога зборуваат да го имаат во предвид се тоа што го кажувам. Мислам дека се, поготово оние кои што се економисти, доволно добро разбираат проблематиката, особено во делот на ликвидност и управување со парите. Затоа што тука зборуваме за управување со пари и ликвидност. И никој не ни дал, тоа е исто како сега вие треба да купите дома, не знам, нешто и ќе земете потрошувачки кредит. Ќе земеме денес или еве стамбен, пошто поедноставно е крупна работа. Ќе земеме стамбениот кредит денес, ама ќе го платиме станот во јануари следна година. Каматите? Тоа е одговорно и однесување. Имаме еден зајадлив коментар од слушател, вели министерке, вие ќе го изгубите гласот за неколку месеци ако вака продолжите, а другите околу вас спијат. Благодарам, значи морам да се заблагодарам на слушателот, да искористам приликата. Ке се побунат, велат сите против тебе многу. Дефинитивно и состојбата со гласот ми е многу влошена, да, треба во принцип многу да мирувам или треба да одам на операција, се влошува состојбата, тоа можат веќе сите да го приметат. Тоа е резултат нели на премногу голем замор во изминатиот период. Еве синоќ се прибрав дома после 10 часот и тоа е вообичаено веќе. Оние кои разбираат и следат економија се исклучително писмени ќе речат ама немојте си на операција кој ќе не управа. Не, видете, тоа и секако дека го одложувам моментот затоа што полека се нели стабилизираат работите. Министерке, јасно беше дека сме во очајна состојба, тоа годините наназад го следиме и го знаеме, зошто бидејќи се правеа проекции и причинско-последични анализи. Искрено сме родени во очајна состојба. Кој е колено на народени деца ќе ги враќа долговите и од тука произлегува целиот страф и тоа е нормална состојба, би рекла. Прашањето, ајде, можеме ли математички рамка некаква, колку и да звучи страшно, да ја поставиме кога со вакво домакинско работење би можеле да подзастанеме на ноза. Еве, кога овие сите инфраструктурни проекти ќе ни свртат пари практично, да можеме да мислиме дека ни носат продуктивност, дека ни носат пари. Правевме проекции во Министерството за финансии во изминатиот период, бидејќи нели во ова е периодот во кој што секоја година се изработува фискалната стратегија. И работејќи фискалната стратегија, нормално во проекциите реагира колечката за јавен долг, вели министерке нешто не ми се совпаѓаат податоците. Ја прашувам зошто сања не се совпаѓаат податоците, вели некако 2028-29 година ми доаѓа се помалку задолжување, нешто не е во ред. И почнав да се смеам, викам така е сања, така треба да биде. Ние доста генериравме толкави дупки, толкави дефицити. Ние во еден момент ќе мора да влеземе во суфицит. Односно, да создаваме пари за да можеме да ги враќаме долговите и да ги намалуваме. Тоа ќе мора еднаш да се случи. Сега, колку време ќе треба? Видете, мора да бидеме искрени и да зборуваме отворено. Наследството што го добивме од претходната влада е страшно. Ајде да тргнеме најпрвин од она што го оставија во делот на платите. Вие имате состојби да во одредени институции имате плати кои што се многу високи и на истото ниво и на иста позиција во друга институција вие имате за 30, 40, 50% пониска плата. Што е страшно. Но тоа и пазарот на трудот го генерира. Еве сега ќе бидам искрен. Архитект у Министерството за транспорт и врски зема 35.000 денари плата, а во било која фирма приватна што ако работите како архитект ќе добиете најмалку двојно повеќе. Сега кој е тој што ќе да работи за 35.000? Не ме разбравте. Ај сега повторно да го објасниме вака малце поубаво и за слушателите. Значи, имаме правник или економист во јавна институција или министерство на иста работна позиција, советник, раководител на оделение и така натаму, со различна плата. Не зборувам за архитектот во државниот и во приватниот сектор.
Тука треба да има разлика. Не сме државниот сектор да му конкурира на приватниот, а кај нас во моментот државниот сектор конкурира на приватниот. Во овој момент состојбата е таква. Кажете ми во светот каде државата му конкурира на приватниот сектор. Да ги погледнеме податоците и да видиме. Не постои. И сега вие имате една таква хаотична состојба, каде што не знаете што да правите. Понатаму, имате еден општ колективен договор. Полош, не сум прочитала. Зошто? Затоа што во општиот колективен договор вели, тие што имаат високи плати, се треба да имаат повисоки. Тие што имаат ниски плати, треба да враќаат, односно во минус, тоест треба да им се намали платата. Таков е договорот. Потпишан во 2023 година, јавно објавен, достапен за сите. И вие сега имате наталожени проблеми почнувајќи од тука. И ние сега полека ги стабилизираме сите работи. Треба време. Откако ќе се постават работите, ќе се стабилизираат, полесно ќе биде да се фокусирате на другите работи, затоа што сега ако имате ненормално веќе плати во одредени институции, веќе имате проблем кај овие кај што немате високи плати, вие мора да работите и тоа го прави премиерот. Го прави премиерот, тоа преговара, разговара на вистина, е макотрпно, но исто интересен момент. Како до месец јуни никој да не зборуваше за ова. Како да не постоја разлики, како ние да ги направивме, а ние не сме чекнале ништо. Разликиве постојат од 2021 година. Колегите, сега морам да бидам до крај искрена и да кажам, од 2021 година па навака, министерот за финансии во тоа време Фатмир Бесими се оградил и не подпишувал ништо од аспект на колективни договори, зашто знаел дека ќе настане хаосот, не сакал да биде учесник во истото. И сега, како да ги решиме проблемите за неколку месеци? Невозможно е. Не знаете. Работиме, но не може како со нож да пресече, да ги решивме. Некој ќе дојдат, сега ги гледав овие синдикатот за културата, бараат кој знае тамо колку зголемување. Ја прво нешто ќе го прашам, ние сме културен сектор, радио е културен сектор. Дојдете, отворете приватна фирма радио, соочете се со сите трошоци и успеете да извадите 20.000 минималец успеете да извадите како трошоци, ја ќе ви речам браво. А не некој на тацна да ви ги даде парите. Но и министерке, ние постојано зборуваме за долгови. Долгот и не е проблем доколку вие имате раст. Така. Ние да имаме нашето БДП да стане 35 милиарди, овие 6 милиарди долг денес да ги земеме, од утре да почнат, нема да ги осетиме. Okay. Проблемот во Македонија е што ние не генерираме раст, а не е дека не генерираме раст ниту поради финансиите, ниту поради структурата на буџетот, ние не генерираме раст поради тоа што ние приватниот сектор не ни произведува. Ние имаме една алармантна состојба за која никој не говори и јас ќе ве прашам токму поради тоа. Скоро 2/3 од бруто домашниот производ на Македонија е генериран од трговија, а не од производство. Тоа значи дека ние де факто сме држава која не произведува. Не може трговскиот сектор да ви е поголем. Најмалку 50% од БДП-то во оние стабилни развиени економии е генериран од производство на продукти. Ние имаме околу 65-70% од нашето БДП, ако не и повеќе, ова последно што сум анализирал, е од трговија. Може ли ние да генерираме раст само со трговија? Ај вака, нема да го дефинираме се и да кажеме 65-70 или колку е трговија, затоа што па во рамки имаме и услужни дејности, имаме еден куп работи. Не би завлегувала сега, но би рекла да, производството многу малку придонесува. Ако сакаме да имаме раст, ако сакаме да имаме здрава економија, нас не треба производство. И ништо повеќе од тоа. Токму така, се согласувам комплетно. И точно во таа насока ние сега како министерство размислуваме повторно, бидејќи нели имаме на располагање одредени механизми, дополнителни кредитирања и така натаму, кои што преку Развојната банка треба да се случуваат во таа насока, во смисла да поддржиме повеќе производствени капацитети, повеќе да се насочиме кон прехрана или производство на храна, затоа што сметам дека тоа дефинитивно е иднината и тоа е единствено нешто што ќе се продава и ќе има побарувачка за истото. Сега
треба мала реорганизација и во рамки на Министерството за земјоделие околу субвенционирањето, начинот на субвенционирање и така натаму, ќе треба да заокружиме една целина и да го смениме тој концепт. Иначе се согласувам комплетно. Во насока Фокус треба да биде производството и ништо друго. Сите проекти од друга пак страна за кои слушаме и се дискутира и во однос на британскиот договор, стратешко партнерство и така натаму, се во инфраструктурен развој, оние кои разбираат економија или пак ќе таа смета за себе дека разбираат, ќе речат ништо не можеме од градба на градинки или од само од патиште и изградба да видиме како обрт во буџетот назад. Сепак не е директно производство во насока на ова што го зборувате. Како ќе го видиме растот преку вакви проекти? Еве, како ќе донесат? Кога станува збор за инвестиции, било да е во градиш или во опрема, не може да нема ефект. Ефектите може да бидат мерливи и немерливи, директни и индиректни. Пака, наједноставно кажано, сега може би професориве на економски ќе даат други дефиниции, јас ова од еден практичен аспект го зборувам. Како? Во моментот ние имаме нефункционална железница. Еве од железницата да тргнеме. Сакаме да направиме функционална. Тоа значи дека треба да ја реконструираме или изградиме нова. Врз основа на тоа ќе имаме поголем транспорт во државата, кој што бил поевтин. Тоа значи компаниите би имале повеќе слободни средства за дополнителни инвестиции, би биле попродуктивни и поефикасни, но во исто време ќе обезбедиме услуга, транспорт од граница до граница, така, и врз основа на тоа ќе остваруваме дополнителни приходи. Тоа е еден начин околу инфраструктурата. Но приоритетно е што на бизнисот му го олеснуваме животот. Кога бизнисот ќе види дека сме изградиле железницата и има интерес од истата, ќе рече, аха, добро, оваа држава мисли за мене, ќе размислувам долгорочно, па ќе инвестирам, ќе зголемувам капацитет и така натаму. Еве си го поставам прашањето, што размислуваат собствениците на Костал, кои што некогаш носеле одлука да отворат фабрика во Охрид и мислеле дека ќе има автопат од Кичево до Охрид, а денес се уште возат по пат кој што на некој начин ги отежнува условите на транспорт, значи кога не би се градил, пак побрзо би било движењето со сите оние пречки, знаци, да се запази, не знам, новие места, имаме градежни работи, па 20 на сат е дозволено, 30 така натаму, значи уште повеќе им се усложнува транспортот. И сега колку губи Костал од истото. Ај се за градинките. Кога би имале повеќе градинки, тоа значи дека многу повеќе мајки ќе може да ги остават децата во градинка и ќе можат да почнат на работа многу побрзо, затоа што имаме многу ситуации, ќе родат дете, не им го прифаќаат во градинка, остануваат дома, дават отказ на работа и така натаму. Нас не треба работоспособно население во услови кога имаме лоша демографија. И на крај ќе завршам со здравството. Нас ќе ни треба старосната граница на да кажеме работоспособно население да се поместува. Ние сега во моментот имаме 62-64 години, односно со поместувањата 64-65 мажи и жени сега. Зошто, да бидам сега прецизна, да не после ова излезе одма една дезинформација, министерката начнува тема дека ќе ги зголемуваме старосните граници за пензионирање. Не зборам за тоа. Ама треба да ги зголемите. Тука не сум согласна во овој момент, не сум согласна. Затоа што животниот веќе зголемен од нашето последно редефинирање на стапката за одење во пензија. Јас зборувам од научен аспект, не ме интересираат вашите политичарски димензии. Вие може да видите, јас сега не зборувам, ја мислам дека сум еден од ретките министри во владата кој што се труди да зборува повеќе професионално, помалку политички, бидејќи Министерството за финансии не трпи. Министерството за финансии не трпи политика, Министерството за финансии било кој да е министер подразбира професионалност. Ако политиката земе замав, имаме проблем. Како што сме имали. Сега, како што сме имале, токму така. Друго зборувам јас. Ајде да оставиме еден преоден период.
ги оставаме да се пензионираат така како што и сега и им даваме можност дополнително да работат, да го видиме интересот, да видиме дали менталниот склоп ни се смени, дали кога би дале можност на моите родители да работат, би сакале да работат или ќе одлучат по на старото, внуци ќе чуваме. Да им дадеме можност и од година во година, доколку видиме дека трендот расте во насока на тоа дека сакаат да работат, можеби треба да размислуваме, но да дадеме шанса. Ние не даваме шанса на ништо, без да ги направиме, да речам, анализите, сечеме преку ноќ, зголемуваме, намалуваме, носиме одлуки и немаме ефекти, имаме гневен народ. Не. Оставете ги во пензија и дајте им можност да работат. Но во исто време, се бидејќи отидовме во друга тема, суштината беше да направиме инвестиции во здравство. Да, не се мерливи, но тоа ќе значи дека порано детектирање на одредени проблеми, диагностицирање и така натаму, па дури и превентива, ќе имаме подолгорочно население, поздраво население, ќе може да го вратиме во процесот да работи после 64-та, 65-та година и овие демографски проблеми кои што ги имаме, а не само ние, туку цел свет, ќе пробаме да ги надминеме на тој начин. Мораме да одиме со кратка пауза за реклами. Гордана Димитриевска Кочовска, министер за финансии, гости ново утро во утринско еспресо на Радио Лидер. Почитувани слушатели, останете во вториот дел. Зошто? Затоа што во економијата постои во теоријата на игра една значајна теорија, на англиски се нарекува zero sum game. А тоа значи дека секој очекува одреден интерес. Британците ни даваат 6 милиарди за проекти, министерката ќе треба да ни одговори кој е нивниот интерес од тоа. Гордана Димитриевска Кочовска, гостин во Радио Лидер. Дискутираме за ова најново прашање поврзано со Велика Британија. Во првиот дел се одјавивме со тоа. Добро, кој е интересот на Велика Британија да ни дава кредити под вакви услови, кои вие ги сметате за поволни? Обично во меѓународната политика и меѓународната политичка економија, ако сакате, љубовта и пријателството не се пресудни во одлуките кога вие ќе му помогнете на некого. Кој е интересот на Велика Британија нас да ни пласира пари на ваков начин? Истиот кој што го има, например, и Европската Унија преку Европска инвестициона банка, истиот кој што го имаат преку Светска банка, истиот кој што го имаат и сите останати земји. Ништо поразлично од интересот. Па по мене не секогаш, значи на крајот се завршува со така парите и тука станува збор за камата, иста камата која би ја понудили и другите, секоја е разликата. Разликата е во тоа што овој пат Велика Британија покажа дека многу не верува. Што е еден голем исчекор во однос на се досега што сме имале. Максимален износ кој што имаме добиено е многу понизок од тоа што ние сега успеавме да го договориме со нив. Никој не успеал во историјата на Македонија, морам да ви кажам, да избоксува повеќе од 2 милиарди. Не успел никој ни толку. Ако успел некој... Добро, бехте ли како проекте врвот што ние го имаме до сега? Што сме договориле? Вака, ве молам. Значи да ги разграничиме работите. Бехтел Јенка е договор за реализација. Од каде ќе се финансира? Нема. 7% буџетско финансирање. Ние зборуваме за комплетен пакет кој што ќе значи дека прво стои државата, пружа рака на нашата држава, не поддржува. Второ, ни обезбедува финансирање под исти услови како овие другиве за многу помали износи и на многу подолги рокови, а сите што занимаваат со економија знаат дека колку е износот поголем и колку е рокот подолг, толку ризикот е поголем. И вообичаено, нели тоа, има одредени влијанија и ризикуваат. Зошто не сакаат толку британци, да некои велат сакаат да ни вбризгаат овде мигранти. Јас велам дека сакаат да имаат една важна геополитичка компонента во новиот, видете, јас не сум дел од преговори во коридорот 10, затоа што тоа ќе значи дека утре нели ние ќе имаме некаква трајна соработка со нив и тие влијанијата на Кина
која сака да го користи овој коридор, нивното влијание ќе биде многу поголемо во тие трговски односи. Значи, кога ќе слушнам дека позадината се некакви азиланти, верувајте, прво ми беше смешно, се изнасмеав дома, морам и тоа да го кажам. Тука ниту станува збор за азиланти, ниту за нешто приближно такво. Треба да разбереме една работа. Секоја држава се бори да оствари што е можно повеќе или поголем број на стратешки партнери затоа што си очекува дека ќе се шири кон тие територии. Зошто утре преку овој договор да не успеат да донесат и повеќе странски инвестиции од Британија, каде што имаме цена на работна сила многу повисока, зашто имаме животен стандард многу повисок од нашиот, па да ги донесат тука, зошто да не произведуваат, значи од многу аспекти. Во оваа насока, ајде прво само еден коментар. Министерката поведе нова пракса транспарентност и отчетност, како и да изгледа на некој вистината има најголем непријател. Ева, ова е во некоја позитивна насока. Министерке, ова што го споминавте со и љупче во насока на интересот на британците. А во синоќешниот ваш јавен настап во интервјуто за 360 поставивте некаква рамка, да речеме, од произлезе од интервјуто, не знам дали вие тоа точно го кажавте, не се дека во изведувањето на овој железничкиот инфраструктурен момент ќе има учество 70% македонски подизведувачи и така натаму, а 30 британци, односно сето тоа со имаме ли ние воопшто некој да знае да гради пруга? Да. Само прашањето, извини. И сега тоа ќе биде нели согласно законот за јавни набавки, тендерската постапка и така натаму, што ако се пријавате во фирми кои не се македонски, односно исклучиво британски. Видете, не би завлегувала вака сега. Не можам да завлезам во дискусијата на тоа што го разговараат, затоа што цело ова е предмет на договор во рамки на Министерството за транспорт. Меѓутоа, јас можам да зборувам како економист кој што ги следи состојбите во државата. И сега, вака, првото прашање. Зошто велат, ама сега еве со Британија? Се понудија, дадоја, покажа дека има доверба во нас. Јас тоа би го свела, покажа дека има доверба во нас. Зошто не им даде некој на претходната влада за таа 1 милиарда и 600 милиони, колку што пак ќе речам, мислам дека беше договорот за Бехтеленка, зошто не им даде тогаш одредено проектно финансирање како што секој секоја нормална влада би требало да постапи кога станува збор за конкретен инфраструктурен проект. Добро, тоа значи комплетна недоверба. Ние имаме сега во моментот комплетна доверба од британската влада, на што сме нели многу благодарни. Второто прашање, имаме ли ние фирми во државава што граделе железница, па да знаат од проектирање до завршување да го направат сами, бидејќи нели имаше исто прашање, ама зошто сега британците и така натаму. Британците или германците или австриците сега во моментот така е договорено, утре ќе договориме со Германија, не знам, некош ќе договориме со Франција, се разговараме со сите. Прашањето така. И Велика Британија колку е, нели, има фирми кои можат брзи пруги да градат и ова го анализирав синоќа, тоа е една специфична дејност во која буквално во светот има многу малку компании кои можат да го спроведат. Да, но Британија многу полесно може да ги собере сите луѓе на едно место, тие мозоци отколку ние. Да. Така што сега ова покажува дека и владата има еден многу сериозен пристап кон целата работа. Не сака да направи нешто да импровизира, туку напротив, сака да се значи покажува една заложба на комплетно завршување на проектот од почеток до крај. И сега токму затоа е причината. Не постои некој на што ќе може сето тоа да го испроектира, како што кажав, и за колку често не сме ни имале вакво нешто, а не па да го градиме сега од почеток. Зошто наши компании и дали ќе бидат 70-80 однапред, јас мислам дека никој нема да може точно да предвиди. Колкава е логиката дека некој ќе донесе од Британија работници, машини и така натаму што ќе изведуваат нешто на терен. Нереално е да размислуваме дека може да се случи такво нешто. Прашањето следно кое се наметнува е, вие сте десничарска, доаѓате од десничарска партија од ВМРО-ДПМН, Велика Британија има левичарска партија на власт, Кир Стармер е претседател на лабористите. Како успеавте да се споите од Македонија десница, од таму левица и да направите ваква соработка, вакви проекти
кој досега никој на Балканот не ги видел. Значи, ваков пакет не добила ни Србија, не добила ни Албанија, не добила ни Црнагора. Како успеавте да направите соработка со една земја која, еве, Венко Филипче ја нарече оваа соработка не европска соработка. И овие пари ги нарече дека биле против Европската Унија. Насочени и дадени затоа што веројатно алудирајќи на тоа дека некој ќе оди во Велика Британија да излезе таму и да им го каже исто тоа што го зборува тука. Слободно го храбрувам да излезе и да им го каже. Добро, тој го критикува и унгарскиот кредит. Нема да не знам дали има виза, дали ќе му дадат и така натаму. Но видете, ме прашувате десничарско, левичарско и така натаму. Липчо, самиот постојано зборуваш и кажуваш дека си во светот на бизнисот, во светот на економијата и ги познаш работите. Не само што е пари. Има нешто што се вика доверба, сигурност. Најверојатно, не најверојатно, јас сум сигурна. Како ве видоа за 9 месеци дека може да ви верува? Сме испорачале многу во нашето работење и токму тоа го гледаат. И тука можеме со факти да зборуваме. Ајде да тргнеме од министерот првен за транспорт. Дали е застанат со работа или неуморно работи. Ајде да се договориме. А кој министер да седнеме да го гледаме во однос на своето работење и во однос на неговиот претходник? Еве кажете ми еден, па да видиме дали неговиот претходник работел или сега се работи. И ајде да зборуваме за премиерот кој што не знам по колку сати спи и како издржува. Немој да мислите дека тоа не се гледа. Тоа ние повторно како да кажам, жртви на оние социјални мрежи, коментари по социјални мрежи и пиар лажен, се сервираат одредени работи на граѓаните, но светот не функционира така. Во Британија седнал некој, ги видел податоците, видел јавниот долг, аха, добро е, видел што се случува, аха, добро е. Не е како тука. Не можете вие само на база на некое чувство да одлучувате и оценувате. И на крајот на краиштата председателот на владата е председател на политичка партија од крајот на 2017 година. Претходно беше и директор во ЕСМ, ЕЛЕМ тогашно. Предпоставувам дека има некој минат труд. Не предпоставам, знам, и тоа се цени. И во исто време една дамка нема, а сега некој друг, еве да не одиме понатаму, извади златна виза или не знам каква. Немојте, јас не ќам да зборам за политика, меѓутоа во економијата имаме фактички состојби. Фактичките состојби викаат дека треба да си има доверба, треба да си има сигурност. Како некој ќе ни даде толку пари ако не е сигурен дека ќе испорачаме резултати во смисла на реализација на истото и дека ќе бидеме во состојба да ги вратиме парите. Во банка која одите како ве ценат? Дека сте добри другари со генералниот директор? У Евростандард така ги ценеа. Па затоа пропадна. Значи, да бидеме сериозни. Да. Споруваме на вистина за државнички работи кај што дефинитивно се ценат, како што кажав, и довербата и сигурноста во политичарот и способноста да ги реализира работите. Колку е човек од збор? Затоа што во економијата тоа е важно. А не колку ги излажете и 3 дена едно по друго како ги менувате ставовите. Тоа не се цени во економијата, се извинувам. Зошто Филипче се уште го критикува и не Филипче само, него генерално. Тоа му е работа лидер на опозиција. Унгарскиот кредит како начин на една од овие дебати на тема задолжување во насока на тоа на каматната стапка, во насока на тоа зошто прво со унгарците веднаш откако дојдовте на власт и така натаму. И некој ќе рече дури ние не видовме каде завршија тие пари. Вчера имавме еден таков коментар од слушател, вели ќе се потсетам на него, вели ние не видовме каде завршија парите од унгарскиот кредит, ние не ги гледаме тие пари, па сега вика нови пари ќе земаме од Британија. Првен станува збор за два различни концепти. Значи комплетно различни. А сега се вратиме на унгарскиот. Јас не знам што е толку проблем да земете позаемување од земја членка на Европската Унија. Не ми е јасно. Навистина не ми е јасно оваа хистерија
што ја прави опозицијата. Никако не можам да ја сватам. И вторава е па земја основач на Европската, нели добро? После си отидоа. Да. Не, за Велика Британија не сакам да дискутирам, мислам, ве молам, ова е, не знам како се дрзнуваат воопшто да коментираат, тоа не сакам да го дискутирам. Но со унгарскиот. Сега, вториот момент, да слушнав и некои коментари ми кажа колегите вчера, не знаеле на кој принцип, како не знаеле на кој принцип, па транспарентно се објавени условите под кои што се одобруваат кредитите. Како не знаеле кога транспарентно? Кои компании, па Кире Наумов не од ВМРО, од СДСМ уште стои во Развојна банка? Мислам дека не е коректно да ги коментираат сите овие работи. Да, банките одобруваат, да, банките понатаму процесираат, да, ризикот е на банките, меѓутоа директорот на Развојна банка сигурно ги има податоците, а тој не дојде од наши редови. Многу дволични коментари. Разбирам граѓани да прашаат, но да коментира лидер на политичка партија од која што се уште директоров стои таму, малку е навистина несериозно и смешно. И после министерката се разљутува во дадени моменти. Како да не се разљутува човек? Како да не реагира? Излегол, коментира, не било објаснато под кои услови. А вие сте ги ставиле транспарентно во договор подпишан помеѓу владата и Развојната банка. Понатаму, Развојната банка пласира, вие го имате првиот човек. Сакате да ми кажете дека доколку сега ние се обидеме преку вас да фатиме врски, не може да добиеме? Не, апсолутно, значи вака. Тоа беше една од причините поради која што Министерството за финансии се огради од добивање на информации, било какви податоци, на кои компании им се одобрени кредитите. Јас воопшто, иако неколку пати директорот на Развојна банка велеше да ви испратам податоци, не ме интересираат апсолутно. Ништо од нашиот не ме кредит интересира, но тој си има одговорности во рамки на неговото работење. Тој има одговорности. И јас сега тука мислам не коментирам нешто со цел да го оцрнам човеков, не сакам да бидам разбрана погрешно апсолутно. Тој си имаше услови под кои што ги проследи понатаму до банките. Банките ги почитуваат. Извинете, но мора овие прашања да се отворат затоа што ние сепак сме држава која ја бев тогаш 10 години од прилика, но сепак сме држава која ја преживеа милиардата на Циле. Ама видете, предпоставувам дека може да се обратите до Развојна банка и да добиете информации сега. Кога ние видиме дека вака има некакви кредити зад кои стои државата, ние се плашиме дека ќе ни се случи истото сценарио со милиардата на Циле. Ова вака сега. Не ги дава парите Развојна банка, туку Развојна банка склучува договори со комерцијалните банки. Ризикот не е кај Развојната банка или кај владата, туку кај банките, комерцијални. Доколку некој од банките направи погрешна процена и даде кредит на компанија која што утре не знам ќе пропадне и така натаму, комерцијалната банка има обврска да го врати кредитот на Развојна, односно во буџетот. А комерцијалната банка што поддржува, затоа ризикот е кај нејзе. Затоа јас од почетокот инсистирав ризик државата да не превзема. Ризик државата да... Зошто да не превзема ризик? Токму од тие причини. Немаме доволно капацитет за да може да направиме кредитна анализа на било која компанија. Не ние како Министерство за финансии не ги одобрува тие работи. Развојна банка. Да, што не беше случај, например, со да се вратиме назад периодите во ковид, кога се одобрува кредити на еден куп компании, па сега имаме и таму, колку што сум информирана, и одредени проблеми во наплата и така натаму. Ја у минус 3 години у загуба ми дадоа 400.000 денари тогаш. Па сега сакам да го избегнам тој момент. Значи, и го избегнам, комерцијалните банки носат ризик. Морам да бидам искрен дека им ги вратив. Министер, ќе одиме сега во еден малку поинаков правец, а тоа е што се случува со фискалната политика во земја. Постојано бизнисмените се жалат дека има сериозен проблем во повратот на ДДВ. Велат дека од септември лани не им е платено, од октомври лани не им е платено. Морам да ви признам дека очигледно е дека има одредени забавување на работата на оние барења кои се поднесуваат, се уште не се поврзани. Тоа го детектиравме како проблем многу одамна, но се уште 9 месеци не успеавте да ги поврзите системот на данок на добивка со системот на ДДВ, да ги споите во еден систем кој заеднички заедно ќе функционира, и ние имаме една управа за јавни приходи која функционира на еден
прилично стар начин. Пред емисијата разговаравме, еве, Англија ви е пример, во Англија нивната даночна служба, за вие да стигнете до човечки фактор да одлучува за вас, треба стварно да имате сериозен проблем. Инаку се друго, електронски компјутерот си пресметува, компјутерот анализира дали да ви го прифати барањето или не, компјутерот ви дава поврат на ДДВ, ви кажуваат која ќе ви се врати. Многу различно е од она што се нели западни стандарди во делот на фискалната политика. Колку пари им дожите на компаниите за ДДВ, се споменуваат цифри до 500 милиони евра. Не знам од каде се податоците, повторно се сведува сето тоа на еден пиар и може комотно кој има одредени проблеми да дојде или да отиде во управата за јавни приходи, па да видиме дали е состојбата на вистина таква. Сега ќе тргнеме од почеток. Првин велите, не успеавте да ги поврзете системите. Да заклучиме дека системите се граделе низ годините да не бидат поврзани. Нас не треба нов систем. Овие системи не се поврзуваат. Нас не треба нов систем на кој што се работи. Жално е, ни една дигитализација за 10 месеци не се направила, пред треба подготовка сериозна. Се уште ги детектираме и анализираме работите што треба да се стават како барања. Управата за јавни приходи е сериозна институција на која што во последните години воопшто не е внимавано, ниту пак се третирало нешто од ова. Спомнавте, во Велика Британија човечки фактор не одлучува. Кај нас одлучуваше. Вие знаете дека ние сега од пред 2 месеци со помош на одредени меѓународни експерти успеавме да ги дефинираме индикаторите кои што ќе покажуваат одредена ризичност кај одредена компанија и таа да биде предмет на дополнителна анализа. До сега немаше. До сега немаше ништо. Човечки фактор одлучуваше се. Ке правам кај кој сакам и што сакам. Да. И така беше со години. Ние успеавме тоа да го направиме. Со тоа што повторно, велам, во системите такви какви што се, вие во еден систем имате данок на добивка, во друг систем имате данок на додадена вредност, во трет систем имате персонален данок и да не ги редам 8 системи се во управа за јавни приходи. Не се поврзани. Кој што апсолутно не се поврзани. Вие ако треба да побарате потврда за платени даноци, треба сите системи да ги отворате еден по еден. Плюс имате данок на имот кој ви го наплаќаат општините директно, а таму не само што нема систем, кластери ви вадат. Ама данокот на имот е изворен приход на општините. Но. Сега, во однос на тоа колку се доцни, не можам да се согласам дека првен некако многу брзо забораваме. Директорката уште кога ја превзема позицијата, кажа дека повеќе од 1300 предмети има отворено, каде што се прават контроли, кои што треба полека се затварате. Се што мислите, 1300 се да ги затвориме, а во меѓувреме да им пуштиме на сите и овие што по индикаториве се проблематични без да ги провериме? Не функционира тоа така. Имаме регуларен поврат на ДДВ кај оние компании кои што генерално немаат никаков проблем. Во однос на сите останати, да, затоа што прават контроли. Но во управата за јавни приходи, застои во Министерството за финансии за да ми зборувате од септември, а денес да не се вратени парите, не постојат. Значи не постои нешто да внел некој во систем во септември и да не бил вратен повратот на ДДВ. Апсолутно не постои. Сега, прашањето е, ќе толерираме и понатаму корупција и криминал или ќе се бориме? Ако се бориме, ние мора да ги детекти. За жал, сега е така. Вчера го објаснува, денес, еве повторно, ја спомна Британија, јас прашував за Бугарија, Турција, соседниве земји. Кога поднесуваш ДДВ, првин тоа што имаш е фактура, што добиваш код, како бројче, па не да сторнираш како ти одговара на крај на месец со под спремањето на ДДВ-то, така имам пари, немам пари, сторнирам. Не, во систем се ќе се скенира. Сите фори сега ќе не ги блокират. Нема фори без повеќе. Без финти ќе не оставите. Нема финти, нема фори. Фактура, дали жално, да ставам у нареден месец или овој. Значи, жално е тоа што до сега... Што не е криминал, иначе. Не е, жално е што до сега тоа не е направено. Ова требаше да профункционира многу одамна. Се е фактурата. Кога ќе имаме систем
кој што ќе ги евидентира во моментот преку тој издаден код. И кога ќе ја поднесувате ДДВ пријавата, а во себе ги вклучува и влезните и излезните фактури, човекот од позади, каде што ќе му алармира дека оваа по индикаторите е ризична фирма, нема да треба да ви тропне на врата, да ви отвара налози, ќе ве види од канцеларија, како што прави Бугарија, како што прави Турција. И ќе кликне во секој момент. Јас не знам, и еве, бидејќи нели гледам дека многу имаме 500 милиони евра, мислам 500 милиони евра. Прво, ајде вака. Како може и толкав поврат да имаме се уште што се искажува во држава која што е увозно зависна и во која што се останува на домашниот пазар? Може ли да ми објасните? Да, и држава која... Кога го гледате ДДВ-то како државата да е една компанија, вие сте во поврат. Вие треба да плаќате на државата ДДВ или да барате од државата? Да плаќате. Па во моментот и државата на вас ги плаќа. А јас претходно спомнав дека 70% од БДП ни е трговија, што значи финално некој плаќа за тоа. Па не е така, Љупчо. Тоа се симптоматичните ситуации што ги испитуваме почнувајќи од месец јули навака. И тоа е тоа што го работи директорката и тоа нормално бројот на инспектори еве се труди, враќа од приватен сектор се што во претходните години од X причини заминало од управата. Се труди да ги забрза работите, ама вие прво, вака да се изразам, неколку случаи има каде што како канцер отворени се по еден куп компании каде што ги претураат работите за да го злоупотребат системот. Колку се такви, еве на пример, имате некоја бројка груба макар или? Немаме, затоа што секојдневно излегува по нешто ново. Секојдневно. Еве да ви кажам и друга ситуација. Нема да открием за што станува збор како тип на дејност. Пред неколку од почетокот откако значи ја превземав да речам позицијава, симптоматична ми е фирмата, не сум ја чула, не знам ништо, голем износ бара на поврат на ДДВ, нормално алармирам на службиве да почнат со истражувања и анализи. Од моментот како кажувам насоки на царина дополнително што да прави, одеднаш прекинува увозот во Македонија. Немаат никаков увоз. Во суштина увоз после извоз. Не ни постоел, се било фиктивно. Да. Не знам. Да. Не можам да зборувам, се работи случајот. Меѓутоа, многу е симптоматично. И такви се појавуваат на дневна основа. Но можам да ги охрабрам сите оние честни компании, доколку има одреден застој, слободно да ми пишат. Она дека се во минатото како што беше, ако реагираме, ќе ни ја насыскаат управата. Не се случува тоа. Ние во моментот со компании кои што честно работат, кои што се присутни, немаме проблем. Да, може би заради целото системско, во тоа море нормално даваме приоритети, може, но ги повикувам секој еден кој што смета дека еве од септември не му е нештото одобрено, а се е уредно и така натаму, нека ми пише, јас ќе реагирам во правата за јавни приходи. Жесток критичар на власта на СДСМ, и нема вплатено 4 години данок на добивка и СДСМ не ми ја блокира сметката. Вие дојдовте на власт, Васум ве нели ме поврзуваат, тука ти работиш за ВМРО вака така, вие кога дојдовте на власт за 2 месеци ми блокираа сметка. После не знаев кај да фатам крај со крај, така што вие секогаш сте биле по така нема пардон, либерални позиции, они го поддржуваат слободното новинарство, нема потреба да ми блокираат сметка за неплатен данок на добивка. Еден ден и волкот сети овде за набројат, тај е стара интересна, ама на власт ќе му ги земат парите, нема никаков проблем. Љупчо, нема пардон кон никого. Јас навистина тука можам вака со сигурност да зборувам. Не мислам дека во управата, бидејќи имаме редовни состаноци, не мислам дека имаме толкави задоцнувања, освен сето она што е предмет на контроли. Тоа што е предмет на контроли, што се посложени контроли, дефинитивно потребно е повеќе време, но не е ова проблемот сега. А ако продолжиме како досега, ќе ни се намножат овие сега како што ви ги кажав.
Многу беше интересно. Пазете, седете во канцеларија, благодарение на мојата стручност во делот на анализа на биланси на компании, за 5 минути ми ги донесоа колегите, ги погледнувам, викам тука нешто не е како што треба, се јавувам и сега кога се враќав од Делфи од Грција, застанав да ги посетам колегите на Царина, велат, викам во однос на тоа и тоа, не викам министерке, последниот месец најверојатно имаат информација дека веќе се предмет на контроли, нема никаков увоз, ниту пак извоз. Искра, 3 прашања за самиот крај. Да, ајде, има тука што да се зборува уште многу, меѓутоа и доволно темално ги објаснивте работиве. Сакам да прашам, ребалансот на буџетот е нешто што е најавено министерке и сме научени изминатите деценијата така предизборно да се ребалансира буџетот. Во кој правец ќе оди ребалансот? Што е целта? Се уште е рано да зборуваме. Видете, со сигурност можам да кажам дека сега имаме прераспределба во рамки на буџетот, она што го правиме заради општините, проектите да ги префрлиме средствата. Но надвор од тоа, ребалансот ќе биде стандардна постапка. Нормално е дека треба да видиме и во делот на која институција како си ги реализира, ајде да речеме, трошковната страна или расходна, како ја реализира. Нормално таму каде што имаме позабрзано темпо ќе дадеме повеќе средства, таму каде што не се одвиваат работите како што треба ќе скратиме. Стандардна процедура што секогаш ја правиме, ништо повеќе од тоа. А уште едно прашање од граѓани, односно луѓе кои се практично договорци во здравство, исплашени се заради целиот амбиент околу таравари кои што ви ги предал на одобрување практично нивните вработување, да преминат во една посигурна работна рамка. Што со овие луѓе? Мислам дека околу 1000 и ништо се, ако не сум грешка. Многу често ми се случува и мене вака роднини пријатели ми се да ми речат да немаш некој министерство за финансии, тоа е старата македонска, нели, навика, и велам зошто, па вика ја поминав тука, не знам, за да ме запослат, но сега треба да чекам да потпишат таму. Многу интересно и тоа, да, се случува одредени работи, како што беше со договорците, например, во здравство, каде што, нели, нормално, ајде, таму станува збор за таква важна институција, каде што, навистина, требаат и потребни се. Да, не може да функционира ама не може да функционира здравствениот систем без нив. Се што стигнало во Министерството за финансии, при тоа стигнало уредно, согласно закон, и се што имало средства во буџетот на соодветната институција е одговорено. Ние имаме рок во рамки на кој што одговараме. Не може да одобруваме било каков документ, не само согласности за вработување, било што, кога е некомплетно, кога фалат документи, и искрено не можам да го прифатам и никогаш нема да го прифатам и оној момент како што имав ситуација еве со лицето кое што го спомнавте предходно, кој што вели, ами предходно немаше проблем во Министерството и со пропусти се одобрува, не ме интересира. Мене не ме интересира кој како работел. Има закон, законот мора да го почитуваме. Апсолутно не можам да прифатам како до сега. Панче Тошковски многу често баш го користи тоа, нема веќе како до сега, ама на вистина нема веќе како до сега. Факт е дека луѓето чекаат подобро утре, но не се постигнува веднаш. Тоа е нешто што треба да им се објаснува постојано. Да, не се објаснува. Јас разбирам и во институциите, најлесно е секој еден да каже дека министерката за финансии, но мислам дека сум премногу транспарентна, како што ниту еден министер до сега не бил, и на секој еден кој што има било каков предмет во Министерството, јас секој пат ги поканувам нека дојдат да видат. Министерството, ако има нешто уредно, тоа е архивата, на што сум исто така посебно горда. Не постои предмет на кој што не е ставено приемно бројче, не постои предмет за кој што колегите во Министерство за финансии не побарале на писмено дополнување. Значи имаат насоки дека не може телефонски да се слушаат, туку на писмено мејлот го прифаќам како комуникација, каде што бараат дополнувања, и не постои предмет кој што
стои заради тоа што јас сакам да стои, туку напротив, затоа што се бараат одредени дообјаснувања согласно закон. Ништо повеќе од тоа. Ако тоа е мојот греф, нека ми биде припишан што барам да се почитува законот. И затоа, вака достоинствено, можам и да движам меѓу луѓето и јасно и гласно да зборувам. Слободно. Колку повеќе префрлаат вината, толку повеќе јас имам факти кои што покажуваат дали навистина предметите од било која проблематика да се дали се во Министерство за финансии или на друго место. Но во исто време секој едно одговорно лице во институциите треба да знае дека имаме закони, дека имаме правила, треба да читаат, бидејќи ние во Министерство за финансии многу читаме закони, подзаконски акти, правилници и останато. Се обидов еднаш да го анализирам буџетот и детектирав дека македонскиот буџет има колку скоро 90 буџетски разделби. Многу е некако повеќе 94 или 96. Сега ги намалуваме, да. Тоа е реакцијата на меѓународните институции и со новиот систем ќе се намали бројот. Токму така. И кога ги гледам разделбите, всушност там можете да ја видите и клиничката слика на државата во нив. Зошто? Вие постојано гледате дека кај нас кога не можеле партиите да се договорат кој што позиција да добие, си измислували институции. Сега имате Министерство за образование, имате Биро за развој на образование, во Министерството за образование имате Канцеларија плюс за развој на образование. Имате Агенција за странски инвестиции, Министерство за странски инвестиции и имате еден тон институции што вака кога ќе погледнете каде ни одат практично парите, вие ќе сватите дека ние имаме буквално си измислувале работи. Често ова е исто интересно прашање. Викендов прошетав малку со фамилијата во странство, нигде на Балкан, нигде во Европа нема наплата на патарини на секој 30 километра да стои еден чичко и да ви наплаќа вас патарин. Тоа кој знае колку е таму превработено. И некој паметно ќе каже дека можеби во државата не фали работна сила како што велат фирмите. Туку треба едноставно, буквално од овие непродуктивни работни места од државата, работници да се пренасочат во приватниот сектор. Љупчо, мако трпна работа е тоа, отворивме денес многу теми, мора да заклучиме дека за 10 месеци ова се проблеми кои што ни следни 4 години не можат да ги решат. И секој еден кој што мисли поразлично, нека седне, нека одвои пола саат во денот и нека се замисли во било која позиција на било кој од министрите. Нека се замисли. Дека ние не ве разбираме до кај сте со работа да ве прашаме. Работиме. Секој министер работи во својот ресор. Ова се обврски на министерот за економија. Тој сега го има и трудот кај себе. Работат, прават анализи. Ке излезат со извештај во однос на бројот на институции. Јас мислам дека ние се обврзавме во 4-годишен мандат дека ќе го намалиме бројот на институции, кажавме за колкав процент. Не дозволуваме отварање на нови институции, освен нели ако навистина нештото не го наметнува не знам Европската унија или така натаму. Се она на кој што така му текна да отвори нешто не може. Не се одобрува. И воопшто, значи, да немаме дилема дека така ќе продолжиме. Но постапката, видете, пред нова година, нели со последните случувања што беа во законот за влада, инспекторатите влегоа во рамки на министерствата, така беше? Да. И требаше сето тоа да се заврши до 31.12. Не одат така работите. Вие треба да попишете основни средства, треба да попишете архива, треба двете страни да се согласат. Постапка е. Има институции кои што имаат малку предмети, па ќе се вклучат. Ама имате институции, инспекторати кои што имаат многу отворени предмети. Кој министер ќе ги прифати така, едноставно, без да направи попис на се? Па ние сме попишувале до столче, до биро, како можам ја да прифатам некој кај мене и утре после него ќе рече кај е бирото, така?
Годнела дома, Гордана. Значи, постапки се решаваат, меѓутоа јас се трудам на слушателиве да им објаснам дека не е едноставна работата, дека треба време. Дали треба да ги завршиме? Да, се што сме се обврзале ние мора да го направиме, но не можеме во 10 месеци, можеме во 4 години како што сме ветиле. И го работиме. Ке успеете на премиерот растот да го остварите? Тој вели дека ќе имаме меѓу 3,5 и 4%. Од Светска банка Многу интересна работа. Сите велат на премиерот. Тоа не е растот на премиерот, тоа е растот на приватниот сектор. Ние тука поддржуваме и тој си има одредени причини поради кои што тоа го зборува. Постојана комуникација, значи и со бизнис секторот комуницира, анализира и тој затоа така зборува. Добро, така, економскиот раст не е само на приватниот сектор. 3,7. Тоа е вашата проекција. Најголем дел на приватниот сектор. А 23-та, сега гледам, зашто Светска банка покасно ги објавува? Нема за 24-та, тоест нема на Светска банка се уште објавено колкав е растот на... Може би чекаат, нели тие се првичните, па има ревидирани, па конечни, 3 пати се менува растот. Во текот на година. Ајде да се подсетиме како беше 2020 со падот 4,5, па на крај заврши над 6. Да. Така? Така. Да, така значи беше. огромна корекција, така да може би заради тоа. Искра, исцрпивме? Имаме и уште тиме за дискусија, ама сепак 10 саат дојде. да оставиме простор за ново Некој гостување треба на да ја чува министерката. државната каса, нели така се нарекува, а веќе до 10 саат, 2 часа од работното време не е чувана, така што министерка... Не, и ова е Не дел се од процесот на секирајте. чување. И во текот на паузата ме видовте како комуницирав да ги проверам состојбите, така да... Имаше да, многу позитивни коментари, така што... Драго ми е, пак ќе кажам, жал ми е што можеби не сум многу почесто присутна во медиумите, меѓутоа мора да разберат и граѓаните, а мојата работа бара многу голема посветеност во министерството, нормално и во комуникација со меѓународните институции, но и во министерството. Сметам дека овој првичен период многу е подобро да бидам фокусирана таму, а секој еден кој што повторно има одредени прашања или било што стојам на располагање, периодов кој што следи како министер за финанси, ќе направиме одредени новитети за граѓаните, со цел или за потранспарентна комуникација, ќе бидат известени навремено за тоа што ќе се случува. Искра, знаеш дека нели тренд во светот е за да го зголемите бројот на вашите следачи на социјални мрежи и така натаму, ви инфлуенсери ви даваат giveaway. Замислете в Министерство за финансии да дава giveaway. Не знам, даваме, кликнете like, subscribe на нашата Facebook страница, 10.000 евра giveaway. Може ќе дојде на ова, ќе дојде на состојба на суфицитот. Лјупчо, се е можно. Лјупчо, морам и тоа да го искоментирам. Лајковите, следењето на страниците е од моментален карактер. Резултатите кои што ги оставаме ќе стојат зад нас и по 10 години. Мојот фокус е и после 10 години да не си го пострамам пред се семејството, родителите, а понатаму да не направам штета и на државата. Дали ќе имаме 100 лајка, 200 лајка е ирелевантно, но дали ќе внимавам со јавниот долг, со буџетскиот дефицит, со домакинското работење и те како ќе се гледа и после 2 години, и после 3, и после 5. Ама вратете се назад, никој наназад не се врати пред 1 година да си погледне на некоја објава што имаш, колку лајкови имаше. Така што тој е мојот став. Така. Дали е погрешен? Не знам. На Македонија министерке не треба пиар, и треба вадење од калта, нешто така. Кое што секој еден нормален во државава е свесен дека така. Доста е пиар. Дајте да работиме, ви благодариме што бевте изутрената. Јас на крај да симплифицирам, на Македонија и требаат пари. Почитувани слушатели, останете со 98.1 запирка 1 FM. Се гледаме утре заедно со Сотир Костов, каде што повторно ќе анализираме нешто поврзано со ова прашање. Сотир ми каже дека тој имал една неверојатна геополитичка промисла како сега нас Британија ќе не направи центарот на светот, а јас му велам џабе ќе се трудат, ние веќе сме тоа.